Умствена гимнастика со Христина Рунчева-Тасев. Отворање на прашања од областа на применетата филозофија, анализа на тематски подрачја кои го следат духот на новото време и слободната критичка мисла. Човековата личност е во фокусот на вниманието и нејзиното соочување со современите предизвици на денешницата. Добро вечер, почитувани слушатели. Вие сте на брановите на Радио Слободна Македонија. Слушате умствена гимнастика во редовниот термин петок 17 часот. Слушате радио во боја, Радио Слободна Македонија. Токму вечерва на брановите на умствена гимнастика ќе отвориме неколку интересни теми заедно со мојата соговорничка, која што по професија е академски графичар. Меѓутоа, нејзината богата кариера, професионална кариера бележи искуство на костимограф, стенограф, а веќе подолго време и колумнист, бидејќи е вистински поборник за она што значи вистина, односно вистината на површина е најголемата страст која што ја гаи со пишаниот збор. Добро вечер за Мери Ѓоргиевска. Добро вечер, Христина. Добре ни дојдовте во студиото на Радио Слободна Македонија. Добро ве најдов. Добро вечер за сите слушатели на Радио Слободна Македонија и гледачи воедно. Токму така, може да не следат на rsm.mk, оние кои што го следат нашиот лайв стрим на емисијата. Ќе отвориме разговор за повеќе интересни теми, теми кои што го засегаат македонското секојдневие. Меѓутоа, нема да го изоставиме и делот на влюбеноста кон уметност, она што е ваша страст, ваша професија. Но разговорот ќе го отпочнеме после кусата музичка пауза. Да, вие слушате умствена гимнастика на брановите на Радио Слободна Македонија. Заедно со нас е Мери Ѓоргиевска, рековме по професија академски графичар, меѓутоа сценограф, костимограф и пред се колумнист. Незините колумни кои што имаме прилика да ги прочитаме. И навистина ова зборува за еден интересен професионален спој. Знајќи ве како влюбеник во уметноста пред се која што е ваша професија, во последно време има впечаток дека се похрабро ги артикулирате вашите политички ставови и размислувања, посебно за актуелната политичка состојба преку колумните. И можеби еден од најдобрите начини како да се допре до читателската публика. Како се роди идејата да започнете со пренесување на ставови преку колумни? Навистина ме фасцинира кога ќе кажете, еве, празниот ум ќе не остави празни. Нашиот ум е тој што ќе треба да ги смени правилата. Дали ќе се затворите во древното кутивче на вашата комфорт зона или ќе се отворите кон вистината? Имам впечаток дека сакате да се отворите кон вистината и тука да ги споите уметноста и артикулацијата на политичките ставови. Па да, јас поред би почнала, бидејќи многу слоевито е прашањето. Значи, прво, растана сум во семејство каде што имало многу солидна почва за вирење на уметноста и политиката паралелно. А всушност, ако земаме дека тоа не дека една со друга и уметноста и политиката се надополнуваат, впрочем, уште од почетокот на цивилизацијата, не е ништо страшно. На крај, веројатно, политиката ќе треба да стане уметност за да ги реши сите овие проблеми денес што се случуваат околу нас. Инаку идејата, значи, да пишувам колумни се роди сосем спонтано. Беше резултат на спојот на глупоста со неправдата и со најголемото предавство во историјата на македонскиот народ и македонската нација, што се случи од страна на врхушката на опозицијата, на врхушката на Социјалдемократскиот сојуз минатата година, и доведе до тоа каде што доведе. Значи, до тоа каде што сме сега во моментот. Едноставно не можев да пред се чувствував одговорност кон себе си да сторам нешто, значи да влезам во вистината, да излезам од, како што рековте, комфорт зоната, и не сум човек кој сака да критикува од фотелја. Сакав навистина да придонесам што можам да направам, да изреагирам, инстинктивно изреагирав кон таа неправда што се нанесе врз нашата држава. Поточно тоа беше чист гол тероризам и не можев да останам неодговорна кон општеството. Значи, колку што можев да придонесам, а можев, решив тоа да го сторам преку пишување на колумни. Значи, изреагирав комплетно инстинктивно и од срце.
И на крајот на краиштата и според цела наука, нели, поголемо електромагнетно поле има срцето отколку разумот. Докажано дури 300 пати електричното поле на срцето е поголемо од мозокот, а 5000 пати магнетното поле, така да горда сум на тоа што настапувам секогаш од срце. Токму така. И драго ми е што сте поборник на вистината и на она што го чувствувате дека треба да се принесе за публиката. Кога спомнавте веќе дека сте од семејство каде што е споена уметноста и политиката. Вашиот татко е една исклучителна личност, еден од ретките во македонската политика и уметност, би рекла паралелно. Професорот Љубиша Ѓоргиевски, кој што сметам дека е исклучителна личност и верувам пример кој што го следевте во животот. Колку ви служеше како инспирација и воедно кога разговарам со деца на личности кои што оставиле длабок белег, би сакала да ве прашам колку го чувствувате товар или предност тоа што сте токму од едно вакво семејство, односно го имате за Прво родител. благодарам за убавите зборови, второ благодарам за тоа што ме нарековте дете, зашто сепак сум возрастна личност, но секогаш ќе бидам нели дете на ќерка на Љубиша Ѓоргиевски. Секогаш остануваме деца на нашите родители, топло и од срце. Да. Инаку секогаш татко ми, Љубиша Ѓоргиевски, ми бил најсветол пример, значи како татко прво во приватниот живот. Иако многу ми недостасувал неговата работа, нели била поврзана со многу отсуство од дома, на сите ни недостасувал, веројатно и на мајка ми, на брат ми, да не изборувам во нивно име, но тој ми бил примерот, значи прво ме понел низ лавиринтите на уметноста, која ме привлече апсолутно многу. Морам да признавам, едно време ја студирав и драматургија неколку семестри, зашто сакав пишување, но ете се одлучив да завршам ликовна академија. Потоа се повлеков во театарските води, станав костимограф, имам околу 150 костимографи, не знам, 40 на сценографи, дизајни. Едно време работев како новинар во сопствено списание Ред магазин 4 години. Така да не ми е страно пишувањето, а она што сакам да кажам дека токму мојот татко немаше поим кога јас ги напишав првите 2-3 колумни. Значи, многу сакам да го изненадам, прво да ги дадам нели по порталите, да стиснам сент, па отпосле да го известам. И како што почнав да навлегувам се повеќе и повеќе во процесот на пишувањето на колумни, се повеќе и повеќе имам голема поддршка од него, што многу ми значи. Како што имам поддршка од илјадници луѓе на социјалните мрежи кои што ми пишуваат нели во инбокс и така натаму, и од нашите македонци ширум светот исто така. Така да подеднакво ми значи секој збор, дали е тоа човек од Австралија, дали е тоа комплимент од мојот татко или од вас, уште повеќе, се ми е подеднакво значајно. Секој комплимент ми е добре дојден и тоа ме тера повеќе да се посветувам. Сега пред некој ден некој ми забележа дека не сум редовна. Не дека не сум редовна, но ете, тајната да се биде здодевен е да се каже се, како што рекол Волтер, па чекам понекогаш инспирацијата да ја добиам од нашиот опозиционен лидер, кој е неверојатен, полн со инспирации за сите колумнисти, новинари и за секој човек во општеството, но понекогаш, значи, чекам тие да ме заголицаат, но понекогаш сакам јас да ги заголицам и да напишам колумната, значи, да имам една интеракција колумнизмот воопшто. Така, двустрана комуникација двустрана на некој начин. Да. Бидејќи професијата со која што се занимавате е јавна, дури костимографијата, сценографијата, па и колумните, всушност ве изнесуваат пред јавност. Так. Кој е најголемиот критичар? Примате ли критика? И од кого најмногу ви значи? Кој е најостриот критичар? Во уметноста, каде што сум? Па и во уметноста и во колумните, каде што зборувате за она што ве инспирира. Па најголемиот критичар е јавноста. Македонскиот народ за мене.
Значи многу сега навистина прв пат се занимавам со пишување колумни и покрај тоа што домашните нормално добре дојдени се и искрени се со мене, кога сум добра, каде не сум добра и што, најголем критичар ми е македонскиот народ, односно најмногу ми значат пофалбите, значи кога одам да речеме на митинзите или кога бев скоро во Македонската опера, каде што се одржуваше празникот на ВМРО, ме застануваа луѓе кои што јас не ги познавам за жал и ми делеа комплименти, луѓе, значи буквално македонски народ кои што значи ме поттикнуваа повеќе да пишувам. Така, докаде што допрела содржината на... И секако критичарите и секако моите професори, нели? Апсолутно. Малку повеќе околу содржината на вашите колумни, каде што велите наоѓате неисцрпна инспирација токму во актуелните случувања поврзани со опозицијата, ќе позборуваме после кусата пауза за музика и реклами. Вие сте на вреновите на Радио Слободна Македонија, слушате умствена гимнастика, заедно со нас е Мери Георгиевска. Зборуваме малку повеќе за она што како став го изнесувате во вашите колумни. Инспирација ми се последните неколку колумни каде што не испуштате, а да не ја прокоментирате последната состојба на македонската политичка сцена поврзана со договорот од Прежино. Се чини дека Македонија ја доживувате како да се наоѓа на еден нов крстопат. Очекуваме избори во април за само неколку месеци и во вашите колумни всушност прогнозирате неколку сценарија до кои што може да дојде земјава после изборите. Анкетите сугерираат победа на владеачката ВМРО ДПМН, меѓутоа кога опозицијската СДСМ е во прашање, тогаш се чини дека сите сценарија се возможни се до исходот на самите избори. Кои се според вас можните сценарија што ја очекуваат Република Македонија после договорот од Прежино? Па сега не можам да го скријам моето задоволство, значи прво да го одговорам вториот дел од прашањето, после би го одговорила поаналитично првиот дел од прашањето. Значи сметам, иако во моите колумни пишувам неколку видови на сценарија, со примеси тука малку и на хумор, нели, тоа е сепак колумна, но за вас сакам да кажам дека постои, значи на пролет само едно сценарио. Тоа сценарио ќе го испишува македонскиот народ со големата победа на 24 април 2016 година на ВМРО ДПМН со огромно мнозинство, бидејќи македонскиот народ е свесен и ќе гласа за ВМРО ДПМН. Значи не постои друго сценарио, без оглед на тоа што минуваме голема криза, што е фактичка состојба. Значи пред фактите и боговите молчат. Но кога велиме дека Македонија на крстопат или во криза, значи порано јас сум се плашала од зборот криза и сите ние, но се додека постои поимот криза или фактичката состојба сега криза, за мене тоа значи дека постои и неизино решавање, значи постои време да се изреагира и да се реши таа криза. И тоа како ќе се реши? Ние сме учени, ние сме повеќето од нас ученици на 20-тиот век, кој јас умеам да го кажам во моите колумни како еден од најлажните векови во историјата на цивилизацијата. Зошто така? Затоа што 20-тиот век се базира научно на многу млада наука, значи цивилизацијата е стара 5000 години, според најновите археолози и научни пронајдоци, но уште по новите пронајдоци археолози сведочат дека цивилизацијата е стара дури 10.000 години, а науката е стара само 300 години некаде од Њутон и од Чарлс Дарвин некаде, кога беше 1844, значи од 150 години е стара се стари постулатите на Дарвин, врз кој е базиран цел 20 век. Значи ние сме учени дека сме јас, вие, поединецот, дисконектирани од нашите тела, дисконектирани од средината, дисконектирани значи од околината што не обкружува и дисконектирани од општеството. Во подновата наука, новите научници кои го прифаќаат матриксот нели на Макс Плант 1944 година и кои долго време не смеа да ги кажат новите откритија, кои се базираат на напротив
на конекција со духовноста, значи дека ние сме конектирани кон нашите тела, сме и тоа како конектирани кон нашата средина, кон нашата околина и тоа како конектирани со општеството. Нас не уча дека 20-тиот век, ние тоа го доживеавме, сите го доживеавме тоа, дека постулатите кои ги постави Дарвин беа врз основа на компетиција, значи надпревар и конкуренција. Видовме каде не доведе светот преку надпревар и конкуренција. Значи нигде не завршивме. Она што е новото, јас што го нарекувам во последната, мислам, колумна, не се сеќавам, новото нормално, е она што го кажува современата наука, која дури сега се дрзнува да признае дека ништо не е точно од тоа ние што го учевме во 20-тиот век. Значи тоа е дека главните постулати на новата наука, на нашата конекција со светот, со околината е кооперативноста, значи соработката. Сега, кога правам паралела помеѓу тоа што се случува денес во Македонија, ВМРО-ДПМН како партија со природен код за преживување, значи тоа е значи ВМРО-ДПМН го носи тој код за преживување со себе, го прифати новото нормално, бидејќи ние се наоѓаме сега, замислете две тектонски плочи и ние се наоѓаме на расцепот на таа тектонска плоча. Тие се циклични, јас не верувам во теории на заговори. Значи прво ниту едно човечко суштество не е со толкава интелигенција да може да прави теорија на заговор. Значи апсолутно не верувам во теории на заговори. Верувам во цикличните промени на светот кои што се случуваат на секои 5000 години, да речеме, како што се климатските промени кои станаа политички, не знам зошто негде 1987 се станаа политички, а нема врска, рецесијата 2008 и глобализацијата. Повторно се вратам, ВМРО-ДПМН со некаков природен талент, воден од Бога, воден од вербата, и начело со Груевски, уште во 2006 година го прифати тоа новото нормално, многу лесно, значи ја пречекори пред сите, предвременски дури, бидејќи самиот тој чекор од една тектонска плоча кон друга тектонска плоча трае, значи тоа не е момент од 2 секунди. Тоа трае веќе неколку децении. Ние се наоѓаме на работ на крајот на еден циклус, крајот на една цивилизација и почеток на друга. Не во буквална смисла, не зборувам за смак на свет или теории на такви заговори. И затоа ВМРО-ДПМН победува веќе 10 пати на избори, 10-та победа, несомнена ќе биде следната победа. Додека за тоа време Социјалдемократскиот сојуз, опозицијата, доживуваше природно трулење, гниење, значи природна, тоа ако сакате може да се рече изумирање, може да се рече време да се реформира, реконструира, да се значи да буквално да се реформира, нема друг збор, значи тој процес на гниење на старото нормално врз кој што Социјалдемократскиот сојуз, односно можам да зборувам и за буквално за таа партија, за целиот Социјалдемократски сојуз, се држи за старото нормално. Значи, старото нормално некогаш било нормално. Јас дури не можам да поверувам дека сега моја генерација на луѓе и помлади луѓе уште тажат, значи, по некое старо нормално, например, по Јосип Броз Тито. Не можат да се тоа што празнуваат страшно, но тие не можат да се помират, значи со неговата смрт и со тоа што ние не живееме уште во Титова Југославија, а замислете побрзо се помириле со смртта на нивните баби и дедовци. Значи тоа ме згрозува. Сега, тоа што се случи е што и се случува што опозицијата не можеше по природен пат да одумре, значи да се распадне, што велиме сите ние, вие новинарите, значи распадот на СДСМ, што го чекаме сите нели на пролет, што несомнено ќе се распадне. Мојата теорија е дека тој распад беше попречен буквално од сегашната врхушка на СДСМ, кој што не го киднапира само, значи начело со Зоран Заев
и Шекеринска, кој не само го киднапира македонскиот ум, значи македонскиот разум, Македонија, македонскиот идентитет. Ние сме година дена киднапирани, ние сме заложници на најголемиот терор во 21 век, ако не и во 20 век, значи една небулоза. Тие го киднапира и нивното право, собственото право на социјалдемократскиот сојуз да се реформира. Значи, каде се вистинските социјалдемократи? Ги нема. Каде се нивните интелектуалци? Имаат тие интелектуалци? Ги нема. Зошто молчат? Тие се прашањата кои јас постојано си ги поставувам. Значи, процесот да го прифатиме новото нормално е борбата со времето. Денеска, за мене, и оваа војна сега што се води во светот е војна, прво, со времето, кое што овој пат времето во следната 2016 поготова година, а и во наредниве 10 дена, чувствувам дека ќе има многу случувања на политичко поле, на глобално политичко поле, дека многу нешта ќе се менуваат, бидејќи овој пат војната е со времето. Времето стана реален фактор, не е веќе филозофски термин, нели, време, простор и така натаму, станува реален фактор и исто така оваа војна што ќе се води надвор од Македонија, не верувам дека овде ќе има никаква војна, значи нема никакви никаква подлога за страв и ширење на страв, но она што се води, значи, во светот ќе биде војна за кој ќе го води светот, всушност. Така се менуваат целите и се менуваат приоритетите на глобално ниво. Се менуваат целите и приоритетите. Одредиме со една само куса пауза, да означиме 17 часот и 30 минути и веднаш му се враќаме на нашиот разговор. Бесплатно емитување. Горила продукција не ви најавува спектакл на годината, ниту забава на деценијата, а богами ни шоу на векот. Горила продукција со огромно задоволство ве поканува на концертот на Нокаут во спортскиот центар Борис Трајковски во Скопје. Четврток, 24 декември, почеток 21 часот. Специјални гости на вечерта. Вие, билети во продажната мрежа на МК Тикет. Да ја завршиме годинава позитивно. Работиме по полноќ. Се дружиме по полноќ. 120 минути. Ноќен музички појас. На Радио Слободна Македонија. Умствена гимнастика. Се враќаме назад на нашиот разговор. Заедно со нас е Мери Ѓоргиевска. Зборуваме за актуелните случувања после договорот од Прежина, состојбата на домашната политичка сцена и можноста уште еднаш да се допушти на надворешниот фактор, односно на меѓународната заедница, да се вмеша и да посредува во разрешувањето на кризата. Имам чувство како токму во она цикличност која што е својствена за нашето битисување, имам чувство дека повторно некако како да сме мета на една иста приказна, на едно исто сценарио кое што се случуваше во 2001 година и пак сега, иако без вооружен конфликт, повторно даваме прилика меѓународната заедница да го вмеша своето влијание на домашната политичка сцена. Дали сами сме си виновни за тоа? Дали допуштаме или неопходно ни е меѓународната заедница да интервенира во ситуација кога не сме способни самите да излеземе надвор од кризата? Очигледно, вака сега да кажам, значи поимот меѓународната заедница всушност представува еден конгломерат од идеи кои што понекогаш представуваат поволен ветер во грб за Македонија, но понекогаш за жал представуваат нож во грб за Македонија, како што тоа го гледаме еве од последните случувања, како што е примерот со Петер ван Хојте. Значи, во моментот ние сме, да речам, нападнати, сме окупирани, но, како што кажав, имаме време, значи, да се извлечеме од тоа и да се поправиме. Сметам, оптимист сум, дека ќе се извлечеме и овој пат, како и секогаш. Дека и многу чудно е што колку Македонија значи постигнува резултати во изборот со во незината борба со економската криза, во незината во просперитетот да стигне до Европа,
во исто време толку повеќе непријатели привлекува да го закочат тој неизин развој. И мислам дека во оваа борба треба заеднички да застанеме. Не знам колкава е свеста, значи, но треба заеднички да се застане во одбрана на татковината без оглед на дневно политичките бои. Токму така. Но се чини дека тоа што најмногу ни недостасува е тоа единство кога треба заеднички да застанеме во одбрана на националните интереси. Имам впечаток дека што Македонија се доближи на чекор до добивање покана за членство во НАТО, веднаш опозицијата презема некакви чекори со кои што предизвикува внатрешна дестабилизација. Од друга страна пак имам впечаток исто кога ги пласираат извештаите од страна на Европската комисија дека опозицијата е толку посрекна колку што извештаите се покритични кон нашата земја, што всушност за мене зборува дека како да работиме во два паралелни светови, а не да работиме за едно заедничко добро. Да, токму така, за жал. За жал токму така, но тоа е стара политичка тактика на опозицијата, односно стара комунистичка субверзија. Значи, уште Ленин велел колку полошо, толку подобро. Тоа значило колку полошо за Русија, толку подобро за Ленин. Значи, колку полошо за Македонија, толку подобро за лидерот на опозицијата, односно за врхушката на СДСМ, за жал. И во моментов тоа е тоа. Јас се надевам дека ќе се не можеме истовремено кога зборуваме колку е политичката свест, значи голема кај нас да размислуваме сите заедно. Исто не можеме во тој збор ние па да ги ставиме истовремено Груевски и Заев кој што менува 60 мислења во минута. И Груевски кој што буквално со реформите и со работа 24/7 стигна до портите на Европа, меѓутоа ете на никого не му одговараше тоа. Затоа велам во некои мои колумни не треба да имаш непријатели кога имаш пријатели. Тука се работи за многу како да кажам, многу деликатни политички потези кои што треба да следат во иднина. И прашање е колку треба, например, после овај последниот гаф на Питер Ван Хојте, колку треба и понатаму да се преговара со тој човек. Токму така. Со тој представник. Со целата криза во која што се доведовме, допуштивме меѓународната заедница да интервенира во области кои што се решени по одредени стандарди, дури како што е ситуацијата со законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кој што е кроен веќе по европски рамки и стандарди. Сега сме во ситуација каде што повторно го прекројуваме заради желбите на опозицијата, каде што се оди дури и со барање кои што навистина наместо да придонесат конструктивно кон бенефит за домашната политичка сцена, имам впечаток дека дури надворишните представници како да работат на штета на македонскиот народ. Од друга страна, ваквата интервенција на меѓународната заедница постојано се засилува и се подгреваат страстите од опозицијата која дури безмилосно пласира тези како што беше тезата за федерализација на Република Македонија, со што се оди во една друга крајност, односно се оживуваат некакви, би рекла јас, мртви духови кои што барем не ни се потребни во моменти на ваква ранливост. Точно, значи кога зборуваме за првиот дел од прашањето, значи самата меѓународна заедница во моментов во Македонија декларира и носи на голема порта неофашизам. Во однос на вториот дел на прашањето федерализација на Македонија, значи тоа се само помагателите на меѓународната заедница кои што немајки програма да го придобијат народот за наредните избори на пролет, сеат страв, значи тоа е класичен рекет веќе виден од представниците на тие што ги донесла тие идеи за федерализацијата, и тоа е класичен рекет според мене. Значи влеј страв, но
проблемот е што македонскиот народ, свеста на македонскиот народ е далеку појака од 2001 година. Да, може би се плаши, значи природно е стравот да го прифатите. Природно е да го почувствувате, не да го прифатите, сакав да кажам, пардон. Значи сите ние го чувствуваме стравот, но не го прифаќаме. И можам да кажам дека македонскиот народ е доволно свесен и доволно се носи со новото нормално, со новото време и ги гледа остварувањето на ВМРО ДПМН, значи тој е во чекор со времето. Нема да го прифати стравот кој е наметнат од рекетариве. Так, имате ли впечаток дека стравот е единствениот инструмент со кој што се обидуваат да се наметнат во последно време? Да. Дури низ годините, зборувајќи за изјавите, ќе јадеме живи луѓе, ќе видите што ќе се случи за вашите работни места. Без идејност враѓа страв. Секој прифаќање на страв е нега на нивните идеи. Значи, апсолутно не треба да се прифатат ни оддалеко. Значи, едноставно треба... Јас, например, не го купувам тоа. Така треба секој да си рече. Нека си зборуваат што сакаат, не го купувам тоа, едноставно, тој е страв. Така. Не можат да ме заплашат. Иако често пати низ историјата македонскиот менталитет се чини дека е склон кон стравовите, но во оваа ситуација мислам ќе биде неопходна битка во која што ќе треба повторно вистината да излезе на површина за да може да се соочат граѓаните со овие стравови кои што од друга страна се пласираат од опозицијата. Па, ќе излезе, значи, битката за вистина не може да не излезе. Апсолутно. Затоа што од една страна имаме опција која што нуди посветеност, работа, ангажман, од друга страна имате опција која се носи со светските трендови. Сега на некого тоа не му одговара. Веќе тој се открива која, значи, меѓународната заедница во случајов со нејзините помошници од овде, значи не сакаат Македонија да напредува. Зошто е тоа така? Ќе видиме скоро. Токму така. Значи, дури вие не се плашите во своите колумни, храбро велам го нарекувате лидерот на опозицијата интерконтинентален Лашко. Сведоци сме на неговото брзо предомислување, промена на ставовите и позициите и демонтирање во најкус можен рок. Последниот гаф беше всушност обвинување за опатено кон медиумите дека токму тие се виновни за неговите политички неуспеси. Па нема зошто, не знам зошто би било храбро, зашто ние живееме во слободна и демократска држава, каде што секој може да си го искаже ставот како сака, но може би, ете како жена кон жена, навистина, може, разбирам зашто ме прашувате, може би е похрабро, значи, не е храбро тоа што го пишувам. Јас пишувам тоа што чувствувам, тоа што е реално и не го доживам за храброст. Но поголема е храброст што, да речеме, сите ние и други, веројатно, колеги мои постари, што подолго се во оваа бранша, трпиме доста притисоци по социјалните мрежи. Тоа е, може би, храбро што се носиме со тие закани, нели, во Facebook или така натаму. Значи, дали сте биле мета токму на ваков тип? Да, јас секојдневно имам десетици такви гнасни закани. Значи, во кои се спомнува целото моје семејство и така натаму. И сето тоа, но јас ги игнорирам, им благодарам само. Некои не ги не читам, веќе ми станува досадно. Не ги прифаќам. Токму така. Во секој случај, ќе продолжиме со нашиот разговор. Малку повеќе би сакала да отвориме тема поврзана со домашната политичка култура и политичката зрелост на македонската сцена, но мислам дека овде е едно време да направиме куса пауза за музика и реклами и да продолжиме со последниот блок од разговорот во умствена гимнастика. Ова е последниот блок од умствена гимнастика. Заедно со Мери Георгиевска зборувавме за последните случувања на домашната политичка сцена, договорот од Прежино, улогата на меѓународната заедница и некако природно после сите овие случувања се наметнува прашањето за тоа дали кај нас може да зборуваме за политичка култура и политичка зрелост на домашната политичка сцена или се уште имаме уште многу нешта кои што ни недостигаат? За жал, кај нас се уште не може да се зборува за политичка култура од причина што
Македонија има недостаток од проактивна опозиција. Значи, воопшто прашање колку постои опозицијата. Значи, се додека Македонија нема, односно во парламентот нема барем одржлива опозиција, доколку нема диалог, а тоа се покажа минатата година, значи со нивното отсуство од парламентот, игноранција тотална, значи не култура, враќањето во парламентот ништо не значеше, како што гледате. Значи, се додека се нема диалог, значи не може да обстанува дури ни ВМРО ДПМН. Значи, ако немате проактивна опозиција со која ќе имате диалог, а со оваа опозиција каква што е никаква, не може да има политичка култура, за жал. Значи, таа треба да претрпи големи реформи, големи промени, веројатно после изборите ќе биде тоа, може би пред, тешко дека ќе биде пред изборите, бидејќи сме нели условени со Пржинскиот договор, но додека не помине корените промени, не може да зборуваме за политичка култура. Немаме со кого да разговараме. Политичката култура подразбира диалог. Значи, диалог во едно парламентарно општество како што сме ние. А тој диалог сега го нема. Така. Не само што го нема диалогот, туку се оди и кон една тенденција да се прикаже дека на домашната политичка сцена постои една длабока разединетост која што е непомирлива и се прават напори таквите разлики да се продлабочат, иако поделеноста по политичка основа за било кое општество не е несвојствена, сосема природно е и од секогаш било. Меѓутоа, во услови на тенденција да се прикаже ваквата раздлабоченост, разединетост што подлабока, се чини дека отвараме Македонија да стане се полесна мета за глобалните закани, глобалните терористички закани. Од друга страна имаме мигрантска криза, економски мигранти кои што во наплив доаѓаат на јужната граница и кои што се во една тампон зона помеѓу грчката и македонската граница, а од друга страна работиме на подривање на домашниот правен поредок. Каде ќе не одведе ваквата ситуација? Значи, мојот впечаток е дека разединетоста се повеќе се создава вештачки дури, за да тероризмот дојде на отворени големи порти во Македонија. Значи, тој влегува и транзитира дел од терористите заедно со мигрантите, но кога зборувам тероризам, зборувам за многу, значи кога зборувам за тероризам, зборувам за вистински тероризам, ова што го доживува во моментот светот, а нашата разединетост за жал ќе придонесе само до поголеми простори да им се отвори на терористите да прават што сакат со нашата татковина. И, значи, веројатно многу пари се кешираат за ова предавство што се случува во моментот во Македонија. Значи, не можете вие секого да искеширате. Значи, не можете... не знам како се пронајдени, веројатно не сакам да вреќам никого, но тоа е една криминогеност. Да можете вие да искеширате некого, значи, прво со снимените разговори. Значи, кај нас е војната и тероризмот започната уште во септември 2015 кога му е соопштено, 2014 кога му е соопштено на нашиот премиер Груевски дека или ќе правите техничка влада или ќе фрламе бомби. Значи, тоа е главниот тероризам во Македонија. Значи, не треба да пукне вистинска бомба некаде за да го прогласиме тоа за тероризам. Значи, кај нас војната почна при првата уцена, веројатно некаде беше септември тоа, кога премиерот навистина од тој момент веројатно носи огромно бреме врз себе, бидејќи ги носеше целата екипа, целиот негов тим го носи на душа, на грб, затоа што снимките се правени долги години. Сега јас точно не знам податок, меѓутоа тие датираат од пред 3-4 години. Тоа е класична субверзија. Што е субверзијата ако не е тероризам? Значи, тоа е пробивање во најинтимните пори на човекот. Тоа што јас и вие разговараме по телефон, тоа не може да се земе никаде како никакво зло, поготово што тоа што имавме можност да го слушнаме не подразбира никаков криминал, туку напротив, најнормални муабети кои се прават.
понекогаш опуштено во нели после работно време. Значи што не сме си кажале на крајот на криштото по телефон. И сега тие снимки кои наводно беа прво беа 300 колку беа, па после беа 20.000, сега многу различни одеднаш се 600.000, нели, па сега во инчарџ спет јавна обвинителка Јанева, која треба тоа да го преслуша. Значи, јас не верувам дека се 600.000 снимки. Колку време ќе треба тоа да се преслуша и да се... И воопшто не верувам дека тие се... Не само што јас не верувам, него тоа правно не се издржани материјали за било каква понатамошна постапка. Воопшто не слушнавме за никакво кривично дело. Така, и всушност во услови кога едната политичка опција нуди проекти и сериозна програма, другата нуди можност да се слушаат разговори и на тоа да се потроши драгоценното време кој тоа како е потребно. Да, и да се врати Македонија назад, значи многу назад. Значи која е тежината што ја носи сега нашиот премиер, кој треба да повторно, значи тоа да се одработи, тоа што го вложувал со години, да го врати назад како углед, како респект, значи доаѓа некој тип од Муртино и тука руши се, значи ја руши угледот на државата. А да не зборуваме за распродајата на идентитетот, на името. Тоа е страшно што може да не очекува во иднина. Затоа што и самата глобализација придонесе за тоа поголемите држави да го губат идентитетот. Со самата глобализација се губи идентитетот. Сите станавме еден голем свет, една голема држава. Значи, со брзина на светлината се одвиваше глобализацијата. Затоа велам, војната е со времето всушност. Ако зборуваме малку по не е ни филозофски, најреално зборуваме, така да сакам да кажам дека муабетот ми беше дека сето тоа што се случи е буквално уназадување на Република Македонија и на македонскиот народ. Но тоа нема да помине неказнето. Значи, тој што мисли дека ќе помине неказнето, се лаже, бидејќи во текот на немам некои чувства лични дека во наредниве 10 до 15 дена ќе се одвиваат некои интересни случаи во врска со политиката, со политичкиот живот овде и надвор, но мислам дека во 2016 година ќе зборуваме повеќе за правдата, ќе зборуваме повеќе за религијата и ќе зборуваме повеќе за убави нешта. Иако нас, како Македонија, не чека да ги издржиме овие веќе 4 месеци, ќе речам, до изборите. И понекогаш, на крајот на денот, нормално сите сме збунети од настаниве, се прашувам и си размислувам на размислите на Ганди, ако тргнеме око за око, дали нема сите да останеме слепи. Во така. Ни дадовте убави проекции и можеби можност за нашите слушатели кои што слушаат умствена гимнастика еве малку да практицираат умствена гимнастика во насока на размислување за иднината на нашата земја. И јас овде ќе ви се заблагодарам за одстапеното време и за можноста да ги почистиме нашите слушатели со еден разговор со вас. И се надевам ќе се видиме во наредна прилика за некои нови теми, поубави, поведри, можеби за уметноста како една тема која што секогаш ни дава можности за креативност, да не оставиме само политиката да ни дава можност да бидеме креативни. Ви благодарам и на вас и уште еднаш сакам да повторам дека иднината на Македонија е во рацете на македонскиот народ и верувам дека повторно ќе се роди ново сонце на слободата. Токму така. Благодарам за гостувањето. Овде ќе ги поздравам нашите слушатели. Ве поканувам да останете на брановите на Радио Слободна Македонија. Вие слушавте умствена гимнастика заедно со мене Христина Рунчева-Тасев. Денешниот датум е 4 декември 2015 година во продукција на Радио Слободна Македонија. До слушање. Умствена гимнастика со Христина Рунчева-Тасев. Отворање на прашања од областа на применетата филозофија, анализа на тематски подрачја кои го следат духот на новото време и слободната критичка мисла. Човековата личност е во фокусот на вниманието и нејзиното соочување со современите предизвици на денешницата.